Кажете ми, дали се бележи разлика во потрошувачката на овошјето и зеленчукот низ годините во маркетите? Во нашите маркети потрошувачката на свежо овошје и зеленчук е во постојан раст, а она што особено не радува е што овој раст се забележува од година во година. Една од причините за ваквата тенденција е секако тоа што свеста за здравјето на луѓето е на многу повисоко ниво и се внимава секојдневно на исхраната и на внесување доволни количини на природни свежи овошје и зеленчуци. Низ годините луѓето тешко се навикнуваат, нели скептични се од како се појавија пилјарите во маркетите. Како реагираа потрошувачите низ годините? Веднаш добро ги прифатија или? Денес живењето е брзо, луѓето се постојано во трка со времето, па така супермаркетите се идеална опција за секојдневно пазарување. Супермаркетите нудат повеќе категории на производи, вклучувајќи ги оделите за свежо овошје и зеленчук. Затоа секојдневно е се поголема фреквенцијата на купувачи кои што токму во супермаркетите купуваат свежо овошје и зеленчук. Пазарџиите на оваа тема велат дека премногу ја чувствуваат, нели, намалувањето на фреквенцијата на муштери на пазарот и кажуваат дека всушност во маркетите производите се помалку тазе, за разлика од нив бидејќи тие се земјоделци и така натаму. Што ќе кажете вие на оваа тема? Особено внимание се посветува на оделите за свежо овошје и зеленчук, така што сакаме на сите купувачи да им понудиме врвен квалитет. Секако изборот на купувачот е дали ќе оди ќе купува на градските пазари или пак тоа ќе го направи во супермаркетот. Што најчесто купува македонскиот народ? Какво овошје, какво зеленчук? Секојдневни, значи од наши најмногу познати на нашиот пазар патлиџани, краставици, кроми, пипер, компир и така натака. Денес се забележува се поголемо побарување за екзотични овошја, кои што допред некое време можеби беа поими реткост и ги немаше на нашите пазари. Меѓутоа денес поради се поголемиот интерес за задоволство на сите нас, значи може да се најдат вакви овошја како фисалис, беби ананас, пешен фрут и слично.